Господине Сулеймановски, добар ден. Ќе ве замолам најпрво да се представите накратко, да ги информирате присутните околу вашето образование, работното искуство во областа на човекови права, еднаквоста и недискриминацијата и секако која беше мотивацијата за да се пријавите на огласот. Ние имаме вашата биографија, меѓутоа сакаме да ве слушнеме да се представите. После вашето представување, присутните и од невладиниот сектор и пратениците ќе ви поставуваат прашања. Повелете, господин Сулеймановски. Благодарам и добар ден на сите почитувани пратеници, почитувани присутни, представници на јавниот сектор, представници на невладиниот сектор и сите заинтересирани страни. Јас сум Дуан Сулеймановски, родом од Прилеп, роден 1994 година, по вокација дипломиран правник со специјализација од областа на казненото право, специјалност ми е казнено материјално право, со положен правосуден испит и се разбира во тек на докторски студии и докторат на изработка на тема поврзана со ширењето на лажни вести, слободата на изразувањето и ширењето на ксенофобичен и расистички материјал. Од мојата биографија може да се забележи дека имам искуство од работно искуство пред се во воспитно-образовната установа, каде што и моментално директорувам, а претходно и како професор по правни предмети, предавајќи ги предметите уставно право за средно стручно образование, воветво право и други стручни предмети согласно наставниот план и програма. Воедно, исто така, пред работата во училиштето, јас од самите средношколски денови, бидејќи сум вклучен во активностите и борбата против дискриминација, особено бидејќи лично сум засегнат и како ром и како припадник на маргинализирана група во општеството, кое што за жал и ден денес се бори за своите права и добро општествено позиционирање, може да се забележи различно работно искуство во голем број на невладини организации, почнувајќи од мојот роден град Прилеп, каде што се почнувам со работно искуство од областа на регионално младинско мрежување против дискриминација во Западен Балкан, проект од одлично искуство каде што се вршеа различни активности на едукација, превенција, отворени тркалезни маси, каде што бев и координатор на деновите против дискриминација. Покрај тоа може да се забележи подолгогодишно работно искуство како предавач во Учиме право клубот во Младинскиот образовен форум, кој што работи како едукатор на човековите права и слободи, особено во стритло уличното право, доближувањето на демократијата до младите и учеството на младите во нашата држава. Покрај тоа исто така може да се види работното искуство во Ромскиот ресурсен центар, Сдружение на граѓани, конкретно и директно на проект Ние градиме мост за нашата иднина, каде што бев координатор на проектните активности кои што беа поврзани со мапирање на проблемите на ромската заедница во поглед на идентификување на дискриминацијата и учество на локалното население во мерките и активностите на формално и неформално организирање и изнаоѓање на решенија и алармирање до институциите. Покрај тоа работев и координатор на еден младински клуб кој што беше формиран за недискриминација и мултикултурен развој во трајање од 2019 до 2020 година, во рок значи од една година. Таму бев председател на комисијата која што доделуваше грантови за младински иницијативи насочени против борбата со дискриминација и промовирање на начелото на еднаквост. Покрај тоа може да се забележи и моите ангажмани во невладината организација Аналитика, како член на локален проектен тим во Македонското Сдружение на млади правници, каде што работев на еден многу доста битен, значаен проект, а тоа е препознавање на родово базираното насилство и штетните родови стереотипи со креирање на култура на еднаквост. Покрај тоа исто така може да се забележи дека бев правник ангажиран во единственото Сдружение на правници роми на Република Северна Македонија во проект Правно организирање на заедницата за нејзино соодветно застапување. Овој проект имаше за цел да ги идентификува сите повреди на човековите права и слободи во тој период, особено и постковидниот период, и да интервенира соодветни постапки до надлежните институции, вклучувајќи и оваа комисија за која што аплицирам. И паралелно, значи, моето формално работно искуство е во средното училиште Шаиб Јусуф од неговото отварање до денес, каде што сум и моментален и актуелен директор на училиштето.
Генерално, мојата мотивација за аплицирање на оваа битна позиција пред се произлегува од самата позиција на Комисијата за заштита од дискриминација, гледајќи на еден самостоен, независен, стручен орган кој што е стожер на еднаквоста, бидејќи секогаш доаѓаме до заклучок дека промовирањето на нееднаквите политики и преземањето на дискриминаторски действија се клучен фактор покрај сите други за рушење на владењето на правото и правната држава. Исклучиво што сакам да напоменам покрај тоа дека и лично сум тангиран, сум бил и подносител на неколку представки на своја лична кожа, особено во градовите надвор од Скопје, и тоа како е застапена сегрегацијата, тоа е видливо и од многуте пресуди на судот во Страсбург, каде што има повреда на членот 14 од конвенцијата и другите протоколи, и верувам дека ќе бидам еден од младите пионери кои што ќе му се даде можност да членува во оваа тело и пред се да го искористи своето формално и неформално искуство и образование, пред се и правничкото, со цел во борба и спречување и заштита од дискриминација. Стојам на располагање за секаков тип на прашања, особено го ценам и моето работно искуство во населбата Шуто Оризари, каде што работев на модели на креирање на едно интерактивно и инклузивно образование, соочувајќи се со различни проблеми и процедури во текот на моето работење. Ви благодарам за укажаната можност и доколку има прашање, стојам на располагање.